Колегата Мартин Николовски повторно подготвен на терен од Скопје. Се надевам дека за кратко ќе го видиме и на екраните, а овој пат ни носи една поинаква приказна, односно во фокусот на неговиот разговор на Ленковското вклучување ќе биде македонскиот фолклор, кој обединува богатство на песни, танци, носи инструменти и обичаи кои го одразуваат животот и духот на луѓето во различните региони на земјата. Мартин, доколку сте подготвени со соговорникот и доколку се засолнавте од дождот, гледам дека успеавте да најдете таква локација. Добро ви утро и повелете со убавиот разговор. Добро утро повтор пат. Симона се уште врне, но тоа не не спречи за повторно да се вклучиме во Македонија наутро, а утрово по повод светскиот ден на фолклорот во Македонија наутро разговараме со човекот што речисти целиот живот го посветил на фолклорот. Тоа е Љупчо Маневски. Со него ќе разговараме за овој светски ден, кој е неговото значење за предизвиците, за убавината на македонскиот фолклор, но и за иднината на македонскиот фолклор. Љупчо, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, поздрав до сите ценети ваши гледачи на вашата емисија на македонската телевизија. Македонскиот народ нема позначено културно-уметничко наследство од играта и песната. А едно без друго не оди. Значи, без песна нема игра, а играта не може да се изведува без песна. А тој вековен синкретичен три состав од мелодија, игра, значи, го достигнува своето совршенство. Македонскиот народ сето она што не можел да го изрази со зборови и порано, така и денеска, го изразува преку играта и песната. Так. Значи сето она што ние не можеме да го изразиме, го изразуваме преку играта, го кажуваме преку играта и песната. Вие сте првенец на националната установа Танец и долгогодишен чувар на македонската традиција и фолклор. Па кажете ми, што значи светскиот ден на фолклорот за вас и која е пораката што се пренесува преку овој ден? Значи, ние македонците може да слободно да се пофалиме дека сме едни од последните некои испитувања, последната земја која се уште ја негува традицијата, културата, бидејќи изобилуваме со богатство на игри и на песни и ја имаме задржано традицијата, додека сите други земји околу нас заминаа во атракција, во акробација. Значи ние се уште, да кажем, ова се некои испитувања на странците кои го следат фолклорот, се уште Македонија изобилува со големо богатство на изборни игри и песни и тоа го негуваме. Значи светскиот ден на фолклорот, еве јас 36 години сум во ансамбл Танец, 10 години пред тоа аматерски, значи едно дружење, едно запознавање на култури, на целиот свет, значи фолклорот преку културата се запознава традицијата и културата на многу земји, многу пријателства. Значи тоа е фолклорот, една магија, едно прекрасно дружење и уживање. Значи на секого нормално му е чест кога се ја презентира својата држава, а тоа ние најдобро умееме и најдобро знаеме, бидејќи нашата држава е најпозната по фолклорот и по традицијата и културата. Се согласувам. Ансамблот Студио Фолклор кој го водите е препознатлив по неговиот автентичен израз и настапите. Како успевате да ги привлечите младите да се занимаваат токму со фолклор? Сето оно што сум го работел со години како аматер, така и во танец, и тоа големо искуство кое го имам собрано, како сум се надградувал во текот на годините, сакам тоа моје искуство да го пренесам на тие млади генерации и навистина многу добро ми оди. Ние во ансамбл Студио Фолклор покрај на малите имаме 7 групи, од кои во овие последните 2-3 години имаме 2 ветерански групи кои исто така се луѓе кои бивши играоци, луѓе кои никогаш не играле, меѓутоа сакат да ја запознаат таа магија, таа убавина да видат. И верувате дека кога ќе дојдат кај нас, навистина се осеќаат
прекрасно им недостасува таа дружба и сите оние проблеми да ги остават и политиката и да ги остават дома за миг да испразнат негативната енергија и да се наполнат со позитивна енергија. Тоа значи дека имаме интерес од младите. Има интерес, да ви кажам, значи ние во ансамбл Студио Фолклор имаме 7 групи, значи еве сега од септември почнува новиот уписен рок, значи уште една група, тоа ќе биде 8 поред, значи почетничка група за мали дечиња од прво до четврто одделение, а отвараме и трета ветеранска група, бидејќи интересот на вистина е голем. Ќе отвараме и трета ветеранска група, па да ги поканиме еве сите утрово кои не следат да дојдат во нашите простори и да видат како тоа ние го работиме и уживаме. Господине Маневски, како мал често ми веле, ако сакаш да шеташ и да го видиш светот, запиши се на Играорна. Вие во многу места низ светот сте настапувале. Како странците реагираат на македонскиот фолклор? Прекрасно. Јас сум изненаден. Дури тие повеќе позитивно реагираат неголи кога сме тука ние во нашата земја. Навистина не оставаат да излеземе од сцената, не наградуваат со по неколку бисови. Навистина имаат знаење и го ценат нашиот фолклор. Бидејќи нашиот фолклор е препознатлив, значи како што ќе повторам, нема кај нас сатурација, нема акробација, значи ние најавтентично си презентираме тој вековен исконски наш фолклор. Значи еве и уште една работа да кажем, дете што се несува до Студио Фолклор оваа година, ние значи еден пресврт, една најбогата година што се однесува до шетањето во странски земји. Значи ние бевме со малите во Италија на еден прекрасен фестивал во Лидо Диесоло, бевме во Арапските Емирати, бевме прекрасно примени, бевме во Босна на 2 фестивали во Сарајево и во Фоча, пречекани прекрасно. Еве сега се спремаме денови припремите се во најголем мек, одиме за Русија. Значи ние сме и мировници, значи одиме во Русија, само што ќе се вратиме од Русија за неколку дена заминуваме со ветеранската група за Египет. Значи еве за една година 5 фантастични турнеи што ретко кој може да си ги дозволи, меѓутоа ние нашата работа е тоа да го презентираме македонскиот фолклор и култура. Ви посакувам успешни настапи каде и да одите во текот на оваа година. И за крај на нашиот разговор, која е вашата визија за фолклорот со оглед на целата оваа глобализација и новите трендови на живот? Така. Јас би дал една порака, значи сите ете влюбеници и тие што нема допирни точки со фолклорот да пробаат да видат таа обавина. Тоа е една гимнастика за телото, една од најбавите гимнастики за развиток на правилен развиток на телото, многу дружење, патување, значи и влегувањето во автобус и патувањето си има своја драж, своја обавина. Се пеат песни, значи да не ги забораваме нашите песни, бидејќи вие во ова време веќе немаме многу време да се собераме како порано па да пееме, а во автобус тоа не е така, значи се качуваме, патуваме до Шпанија, значи ние поменуваме најголем дел, ги поменуваме тие песни, се потсетуваме и уживаме во убавините на тие песни. И на фолклорот. И на фолклорот, така е. Господине Маневски, ви благодарам што во утро, дождливо утро, бевте дел од програмата на Македонија наутро и посакувам успешни настапи, ќе повторам, и се разбира нека е честит светскиот ден на фолклорот. Благодарам. Иако е тмурно, мислам дека ги развеселивме нашите гледачи со оваа прекрасна ваша ваш прилог. Симона, разговаравме со господин Љупчо Маневски по повод светскиот ден на фолклорот.